Најавите за ново покачување на цената на струјата ќе ги дотолчи и онака заглавените општини. Во малата општина Македонски Брод, каде новата локална власт наследи буџетска дупка во општинската каса од речиси 4 милиони денари и околу 9 милиони денари во двете комунални предпријатија, како и кредит од Светска банка од 44 милиони денари, кој треба да го враќа до 2029 година, капак биле сегашните сметки за струја, кои се дури 4-кратно повисоки, вели градоначалникот Жарко Ристески. Почнавме да штедиме со електричната енергија во определен период, определени улички, определени населени места, во определен период преку една, дали преку две улични светилки или воопшто цела уличка во определен период нема улично осветлување, се со цел да заштедиме дел од средствата за да општина Македонски Брод не ја доведеме во финансиски колапс. До овај момент успешно го менаџираме овој долг, но меѓутоа не знам до кога ќе издржиме, затоа што доколку се најави ново поскапување на електричната енергија во јуни-јули, тогаш навистина би се соочиле со уште поголеми проблеми. Она што дополнително ги иритира и градските власти, но и поречани, е што Евана досега ништо не инвестирала таму. Велат, мрежата на електричната енергија во нивната општина е многу слаба, па така многу често преку 30 насела со над 1000 жители во 21 век остануваат без струја и соденови. Последниот таков случај беше во декември минатата година, кога луѓето останаа без струја преку 30 часа. Екипиве за струја што треба да ја поправат не се ни дојдени, не се ни јавени. Моментално се уште не е дојден ни тракторот за чистење што треба да дојде. И така да населението во село Бреси и пошироко доста, еве и во другиве села се јавуваме, заглавени се и полниме телефоните на коли, кои како имаме некоја кола, уште акумулаторите ги така да можеме да го наполниме телефонот за да можеме се слушнеме. Иначе безредие воопшто владее тоа катастрофа е. Градоначалникот Ристески потврдува дека снабдувањето со електрична енергија е огромен проблем во Македонски Брод, бидејќи станувало збор за застарена мрежа од пред повеќе од 6 децении. Ние, како локална самоуправа, веќе се обративме до Евана и побаравме итно да влеземе во нивната програма за редовно сервисирање на одредени траси, каде многу често паѓаат електричните столбови, објаснува Ристески.